фигура во светот. Знаеш ли дека Джордж Буш земаше $19,000 на име ентертейнмент? Како ова го толкуваш? $19,000 годишно, значи председател на САД зема на име забава. Да се забавува. Да оди Джордж Буш во салон во Тексас и нели да ги игра оние кантри танци можеби. Не знам како си ги искористил тие $19,000, се надевам добро за него. И дали воопшто ги искористил? Мада, ја мислам ги има искористено. Сами И повеќе од тоа. да. И од платата си има тргано за забава, ми се чини. На кој начин му ги даваат на председателот оние кодови за лансирање на нуклеарки? Дали тоа знаеш? Ги менуваат ли кодовите кога се менува председателот, ме интересира. Па не знам дали ги менуваат, во секој случај тоа се менува, мислам дека и периодично дори се менува, дури и председател од 4 години, мислам дека неколку пати ги менуваат, затоа што Роналд Реган, да речеме, на 93 години плюс Алцхаймер, може да му се испуши да рече, момче, да ти ги кажам ја кодовите. Токму тоа, значи, тој систем веројатно мора да има неколку степени на заштита, за да последниот или клучниот збор го има така. председател. Сепак белата куќа на крајот на криштата е една куќа во која си живее председателот со семејството. Кажи ми, имало период кога имале проблеми со глувци? Има проблеми, имале проблеми така токму и тоа. Меѓутоа имаш и други, има една традиција практично американскиот председател со доаѓањето во белата куќа да си донесе милениче, обично тоа е пес. Да. И сите американски председатели си имаат милениче, тоа новиот председател го обелодени ногте кога победи со изјавата на керките, да, ќе го исполнам ветувањето, ќе го купиме кученцето и заедно со него ќе идеме во белата куќа. Малце, значи, како коинциденција или не знам што, ама кога имале глувци, Буш сениор бил на власт. Неговата администрација била. Годишно во белата куќа на адреса на председателот стигаат милиони писма. Мислиш дека чита председателот писма од обичните граѓани на САД? Буш јуниор веројатно си чита пред легнување десетина. Колку да може. Со лора. Сега ќе има повеќе време очигледно, бидејќи мандатот му завршува на 20 јануари и ќе треба да си најде забава. Да. А веројатно ги прокоцкал тие 19,000, познавајќи го горе долу каков човек. Да, можеби веќе. Има ли време воопшто председател? Не верувам дека ги читаат сите, меѓутоа таа пракса на одговарање, значи постојат цели служби. Дефинитивно тоа се сериозни држави, сериозни администрации и граѓаните кои ќе побараат практично одговор или било што од американскиот председател, администрацијата тоа не смее да го заборава. Тоа не е случај кај нас, овде можете да пишувате колку сакате. Да, јас имам дека нема да ви одговорам. Имам утепано пишувано јас писма на адресата на председател. Се уште никој не ми вратил. Secret Service и кодираните имиња. Тоа е една од најинтересните работи за мене лично поврзани со председателот. Секој, не само луѓе, значи не само председателите и сопругите и оние поврзани блиски до нив, туку и предмети и што ли уште не имаат кодирани имиња. Како на пример, не знам, Бил Клинтон Eagle е кодираното име, на Air Force One Angel го нарекуваат авионот, Буш јуниор Тамблер му е. А сега баш вчера читав дека Обама ќе го Renegade ќе го наречат. Кој дава прекари на ова и вака ти делува ли интересно, замисли некој си седи и каже, ај сега како ќе го наречеме Обама и сигурно се шегуваат интерно. Ништо не е случајно. Ајде да го наречеме Тайгер Вудс. Треба да се знае дека американскиот председател е најобезбедуваната практично личност на планетава. За безбедноста на американскиот председател. Си имал прилика да присуствуваш негде каде што доаѓа американскиот председател да видиш што се прави претходно? Не, меѓутоа има прилика да видам што значи обезбедување кога Колин Пауел беше во Скопје. Добро, блиско. Тоа е, да, апсолутно што се случува? Тоа се неверојатни мерки на обезбедување. Тука имаш практично неколку синџири на обезбедување, минуваш низ еден, втор, трет, четврти филтер. Апсолутно се проверуваат. Апсолутно се така да ништо не се препушта на случајноста. Можеш да замислиш
целата таа моќ, практично, што има американскиот претседател, се базира на информации. Тоа е, како би рекол, систем кој на американскиот претседател треба да му овозможи што подобро носење на одлука. За да може да носи одлука, мора да ги има апсолутно сите и да биде сигурен дека е сигурен. Апсолутно, значи сите релевантни информации. Тоа е едната страна од медалот, за да се обезбеди тоа што треба да му се понуди. Тука се тајните служби кои не се грижат само за неговото обезбедување, туку знае што работат таквите служби во светот. Американците не се исклучок, напротив, тие мислам дека се земја која ги диктираат условите како треба да се. Што други ги следат. Апсолутно, нормално е тоа. Што мислиш дека Обама прво ќе направи за крај да те прашам? Со што прво ќе се зафати? Бидејќи Америка е до овде во проблеми, ми се чини во моментов. Па тешко е сега да се предвидува што прво ќе направи, според она што стасува преку агенциите. Сигурно нема прашањето за Македонија да му биде прво на агендата. Па не, за жал нема тоа, барем според експертите, тоа нема да биде во фокусот на новиот. Председателот да видиме со криза што правиме, не осте тоа, да решиме Македонија и Грција. Нема тоа да се случи, имаат американците многу проблеми, многу горливи проблеми, тоа е наследството од Буш, кое дефинитивно може да се нарече катастрофално. Америка никогаш не била во полоша меѓународна позиција, никогаш нејзиниот имидж на демократски лидер на светот не било на вакво катастрофално лошо ниво. Дури и американците се откажаа од својот претседател и гласањето за Обама од една страна пред се е казна за републиканците, до таа мерка дури да беа подготвени во овој момент да прифатат афроамериканец за претседател. Тоа е речиси неверојатна работа, иако е остварување на еден сон, апсолутно на Мартин Лутер Кинг и на Џон Кенеди, кој практично предвиде дека за 4 децении Америка ќе има, тогаш он кажа црн претседател. Како не го прашавме кога ќе се реши спорот со Грција, господине Кенеди? Па не, тогаш го немавме тој проблем. Некој наш да предвидел, ние ќе имаме проблем. Така, да. Не знам што прво ќе направи, дефинитивно тоа што беше во фокусот, тоа беше економијата, економските проблеми на обичниот американец. Да, тоа е проблемот. Значи, парадоксално, но американците први ќе излезат од кризата која е генерирана токму во Америка. Европјаните ќе имаат многу поголеми последици, а Обама има навистина многу работи за решавање. Обама е олицетворение на некаква надеж која на Америка ја нудеше Кенеди, па го споредувам со Кенеди, затоа што навистина фрапантно е колку такви работи се случуваат кај овие двајца. Кенеди е првиот католик кој стана претседател, што беше незамисливо во една Америка. Да не зборам дека во јужните држави и сега не можат да разберат дека афроамериканец може да стане претседател. Тие двајца се на некој начин чудно поврзани. Хај ќе видиме како ќе биде само уште еднаш. Да не дај Господ. Само да не дај Господ. Само да не му се случи тоа. Фала ти многу што дојде. Многу беше мило за овој разговор. Се надевам дека ако има нешто ново нели поврзано со овие работи ќе дојдеш пак. И да го испратиме, ако може, Сафет со истата музика што влезе. Малку погласно, ајде малку погласно, режија, покат. Praying for this moment, we hope for this moment, and now that we own it, for life I'ma hold it, and now